Здраво, деца! Јас сум Ели, воспитувачка во детската градинка Наша иднина од Прилеп. Многу се радувам што денес сите овде сте заедно со мене. Се надевам дека сте добри и дека утрово сите ги работевте вежбите за растегнување и раздвижување, затоа што знаете дека тие се многу добри и многу му помагаат на вашето тело за правилно да расти и да се развива. Како што ни одминуваат деновите, така се повеќе кај нас расте возбудата, затоа што ни доаѓа нашиот најголем христијански празник. Погодувате? Браво! Великден ни доаѓа, деца. И додека вие со нетрпение го очекувате денот, кога ќе им помагате на мама и баба во фарбањето и украсувањето на јајцата, јас сакам да ви предложам нешто за деновите пред тоа. Како вие најдобро да се подготвите и да учествувате во свеченото украсување на вашиот дом. За денес, деца, сакам да ви предложам, да ви покажам и да ви помогнам како да изработите еден ваков убав венец од декорирани хартиени јајца, кој потоа може да го ставите на влезната врата од вашиот дом, во вашата детска соба, или да му најдите место онаму каде што сметате дека најдобро ќе одговара. За да изработиме еден ваков убав великденски украс, најпрво ни е потребен материјал. За почеток, тоа се хартија во боја, молив, ножички и едно јајце. Деца, внимавајте, јајцето претходно мора да биде сварено. Затоа што ако го земите живо, може малку посилно да го стегнете, да пукне и да направи неред врз вашиот материјал за работа. Откако го обезбедивте материјалот за работа, ви предлагам да одите до прозорецот кој ви дава најдобра светлина во домот. Ако тоа не е можно, излезете на тераса или пак во вашиот двор. Сигурна сум дека мама и тато ќе ви помогнат во тоа. Следно што треба да направите е да го поставите јајцето врз хартијата во вертикална, односно исправена положба. Ќе забележите дека од светлината јајцето ви дава врз хартијата сенка. Со моливот исцртајте ја таа сенка. Полека, само така нема да погрешите и правилно ќе нацртате јајцевидна форма врз хартијата. Исцртајте многу вакви јајцина врз секоја хартија од секоја боја. Откако ќе го сторите тоа, исечете ги по линијата внимателно сите. Осигурајте се дека имате доволно хартиени јајца. Ви предлагам потоа да ги поделите на два дела. Едните да ги декорирате со вашите омилени боички, а другите да ги оставите за малку покасно. Малку покасно ќе ви откријам зашто тие ќе ви послужат. Декорирањето на хартиените јајца може да биде на ваков начин. Ова е само мој предлог како вие може да ги декорирате и да ги украсувате. Но секако дека вие може и по ваша желба да го користите вашето креативно мозоче. Следен чекор што треба да се направи за да се направи великденскиот венец е да ги поставувате јајцата едно врз друго во круг и при тоа да внимавате само малку да се преклопуваат.
на местата каде што тие се преклопуваат, залепете со лепило за хартија. И откако ќе се осигурате дека сите јајца убаво се залепиле едно со друго, вашиот украс е готов. Гледате, многу е лесно. За крај може да додадете и едно украсно панделче, но и не мора ако го немате. Втората половина од хартиени јајца, кои не ги декориравте, ви предлагам врзнив предходно со моливче да исцртате по една крива искршена линија. Доколку сметате дека ова за вас е тешко и не можете, побарајте помош. Мама, тато, баба или дедо тука се секогаш да ви помогнат. Потоа по линијата исечете внимателно. Јајцата треба да бидат исечени само на 2 дела. Откако ова ќе го сторите, вие направивте сами сложувалки со кои прекрасно ќе се забавувате. Како? Ви предлагам потоа деловите од хартиените јајца да ги измешате како на првава слика. За потоа да може да ги составувате според формата, но со различна боја. Верувајте ми, одлично ќе се забавувате, а при тоа вашето мозоче ќе го поттикнете да размислува. За крај на оваа денешна активност, сакам да ви прочитам една песна во која се раскажува за бабата која подготвувала црвени јајца за нејзините внучиња. Црвени јајца. За 4 внучиња баба црвени јајца во кошница става. Подготвува таа вредно за секое внуче по едно. Во кошничката 4 јајца става, на сите со радост по едно им дава. Едно за Марија и едно за Владко, едно за Јана и едно за Златко. Се кршеа тие двајца по двајца. Се скршија само 2 јајца. Се насмеа Јана, се насмеа и Владко. На крај сите ги изедоа сладко. Драги деца, се надевам дека оваа денешна активност ви се допадна, а од неа, како задача за во текот на денот, дали ќе одберете да направите ваков украсен венец од хартиени декорирани јајца, ваква сложувалка, или пак може би ќе си ја читате со мама и со тато песничката Црвени јајца. Одлучувате вие. Во меѓувреме, јас многу ве поздравувам, силно ве гушкам и се надевам дека повторно ќе се дружиме.